Почитувани, почнуваме со црвена линија. Работниците бараат достоинствен живот за себе и своите семејства. Очекуваат минимална плата од најмалку 450 евра и тоа во првите 100 денови на новата влада. Тоа ќе биде гаранција за да се спречи одливот на работната сила од државата. Платите на работниците не се зголемуваат со истото темпо на инфлацијата и зголемените трошоци на животот. Лани функционерите и од власта и од опозицијата си обезбедија пораст на платите од енормни и незаслужени 78%. Велат од Сојузот на синдикати на Македонија излегоа со пресметка дека едно 4 члено семејство за да го истурка месецот му се потребни над 1000 евра. И 2 минимални плати не се доволни за тие да се покријат. Зголемување на минималната плата, како што бараат синдикатите во првите 100 дена во програмата на владата, нема ни з од зголемување. Новиот министер за економија и труд Бесар Дурмиши вети дека минималната плата ќе биде првата точка за која ќе се разговара на првата средба со синдикатите. Но кога би се одржал тој состанок, никој не знае. Дали додека да се усогласат ставовите за минимална плата од 450 евра, ќе треба повторно истата да се зголемува. Дали владата ќе ја покачи минималната плата во првите 100 дена? Тоа е оно што ве прашуваме во ова денешно издание на Црвена линија, што се однесува до прашање плюс. Секако ќе ве потсетам најнапред да не заборавите секако да учествувате во Црвена линија и преку социјалните медиуми. Нормално Facebook, нашата страница е Црвена линија и не заборавајте да коментирате и да споделувате. Всушност, дискусијата можете да ја продолжите на Facebook дури и по завршувањето на Црвена линија. Како и да е, оно што секогаш ве подсетувам е да не размислувате премногу, туку веднаш да кликнете на Facebook и на Instagram и секако да не заследите таму. Па заедно со останатите инстаграмчи уште веднаш да учествувате во денешната анкета на Црвена линија. На Instagram стори ве прашуваме: работниците бараат зголемување на минималната плата за 22,5%, не за 78%. Дали барањето е во ред? Имате две опции за одговор. Да, не кликнете на вашиот одговор, во проценти ќе ги собереме и соопштиме резултатите таму некаде по рекламите. А ова издание на Црвена линија, пред да започнеме со дискусијата со вас, ќе го започнеме со прилогот на Ирена Чачкова. Синдикатите сами да видат дали во буџетот има пари за зголемување на минималната плата од 450 евра во првите 100 дена влада, како што бараат од ССМ. Пораката премиерот Мицковски ја оправдуваше со катастрофалната состојба во буџетот, покако што нарече тајфунот кој поминал последните 7 години. Се надевам дека во првите 100 дена ќе има можност да седнам заедно со синдикатите и јас и министерот за финансии, и министерот за економија и труд, и министерот за кој што е задолжен за овие прашања се уште, тоа е социјална политика, демографија и млади, и да поразговараме и да им ги покажеме бројките, да видат со што се соочуваме и ако има можност, еве самите да видат, нема никаков проблем. Но ако нема можност, тогаш очекувам да сите заедно донесеме заклучок како заедно да работиме за да создадеме можност. Од ССМ не отстапуваат од барањето. Минималната плата наместо во март до година треба сега да се коригира, односно веднаш да се зголеми за околу 80 евра. Сметаме дека растот на платите треба да оди со забрзано темпо и токму поради тоа побаравме уште во првите 100 дена на новата влада минималната плата да се зголеми на најмалку 450 евра, онолку колку што е приближно во земјите од регионот, за да не се доведеме во ситуација нашите квалификувани работници да заминуваат да работат таму, а ние да останеме без работна сила. Минималната плата не се споменува ниту во владината програма, а нема ниту најава дека со ребалансот би се обезбедиле пари. Министерот за економија и труд Дурмиши пак рече дека на првиот состанок со синдикатите минималецот ќе биде првата точка за што ќе се разговара, но не прецизираше кога би се случило тоа. И додека синдикатите чекаат дали до есен ќе се најдат пари за повисока минимална плата, она што е сигурно е дека ќе се обезбедат средства за повисоки пензии, но и за проекти во општините. Се чека и најавената милијарда од странска влада. За ова задолжување Мицковски рече дека повеќе детали ќе има идната недела.
А сега повторно во Црвена линија, се разбира, почнуваме со вас. Знаете дека до нас се доаѓа со вртење на телефонскиот број 02307 005, се намалува целосно тонот на телевизорот, за да немате чувство дека можеби некој пред вас зборува, дека не сте на линија и така натаму. И сега кога не користите спикерфон, интерфон, туку со мене, односно со нас, зборувајте само на телефонска слушалка. Денес ве прашуваме, дали ви се чини дека додека се усогласат ставовите, минималната плата од 450 евра ќе треба повторно да се зголемува? И дали владата според вас еве ќе ја покачи минималната плата во овие први 100 дена? Да видиме дали имаме некого на линија. Добар ден. Добар ден, има на линија. Голем поздрав до вас. Благодарам исто и јас ве поздравувам сите во Телма телевизија. Големо благодарам. Нешто слабо ве слушам. Ние одлично ве слушаме. Продолжете. Јас сакам да слушам. Да продолжам. Дали има можност да се покачат платите на господата што бара? Па наравно дека има разлог за да бараат покачување на платата, затоа со овие минимални плати сега не се издржува уопште. И пензиите се мали, и платите. Секој ден цените растат, инфлацијата е голема, а никој не превзима мерки. Па нормално ќе мора некој да бара да му се покачи. Плата ли, пензија, било што. Затоа што стварно многу е скапо и не се издржува уопште. Како си ги покачија господата 78%? Имаше ли тогаш за нив 78% да се покачи платата, пензионерите 5,3%? Па во право ли беа они да покачат одеднаш толку високи плати да зимаат? И ништо никој не превзема мерки за да се тоа санира, да се малку намалат трошоците и плюс да се намалат нивните примања, затоа што тоа се многу високи примања за нашата продуктивност. Толку нема овде кај нас сега работна стага да би произведувала и да се зголемат даноци, да има давачки поголеми од народот према државата, а сега тоа нема ништо, затоа што... Ќе подсетам да се внимава на тајмерот 90 секунди и сега го ќе ви се заблагодарим, особено што еве со вас ја започнуваме дискусијата во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. И до вас голем поздрав. Вака. Јас вака ќе кажам. Како може пензискиот фонд да има дупка? На медицинскиот фонд да има дупка? На работничкиот фонд да има дупка? А на министерските плати нема дупка? Кој ги направи тие дупки? Лоповите? Не може. Треба платата да се качи на работниците, на здравствените работници, на сестрите, на работниците, на пензионерите, што ни ги обеќа 5.000, сега ни ги дели на 2.500. А кој не прашува дека тие пари ги изеде инфлација, ние немаме само лекови да купиме. И апанажите, од каде апанажите ќе им ги дадат на тие рамолебњаци што јадат рамлеб од народот? Од каде ќе ги најдат парите тие апанажи да им ги дадат по 2.500 евра месечно? А за пензионерите нема, за работниците нема. Каде? Што мислат они? Дека народот трава пасе, бензин пие? Не, више ќе се освести народот, треба цела... Благодарам многу и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Напомена за останатите, ве молам имете го во предвид тајмерот, 90 секунди е време траењето на едно излагање, затоа автоматски се исклучува на 90-та секунда, но и ве охрабрувам, како и секогаш, доколку сакате дополнителни 90 секунди, слободно завртите го нашиот телефонски број. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па до сега сите партии лажеле за да дојдат на власт, ама ова
не да лажи, туку слуши. Прво и прво ги зезна пензионерите. Оние 5.000 му ги подели на две. Најомити на две. Господ знае. 2,5 ке дај сега во септември, ама дали до март ке најди 2,5, ето не се знае. Сега исто така вети покачување на платите. Сега го кани синдикатот да направат плата, да видат да синдикатот да имал увид во буџето, па да видат што можат да направат. Што ќе му е синдикатот, нели се фалеше дека се ќе направи. Зошто се фалеше Мицкоски? Што е Мицкоски? Трчајлажи. Па за трчајлажковци имавме до сега. И сега пак трчајлажи. Што ќе ни е трчајлажи? Не знам зошто сега ова. Сето. Значи, нема што да лажат. Нека речат, луѓе, лажевме и ајде со здраве, нека си ја признат лагата. Има срочњаци, има министр за финанси, кој има бившиот министр за финанси, исто така на располагање. Сите му се на располагање, а тој го бара синдикатот да направиле плата. Како ќе направат плата? Исто така никоја Северна, само Македонија. И тоа иде во ветер. Врз основа на тоа ја добија власта. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Лјупчо, повелете, ве слушаме. Па вака ќе почнам со една изрека на Стефчо Јакимовски во предизборијата, кога беше, кажа, овие избори ќе ги добија тој најдобро што ќе лаже. И бога ми така искача. Сакам да поставам јавно прашање. Дали Мицкоски им го покажа буџетот на пензионерите кога им одобри 5.000 денара покачување? Не им го покажа. Дали го покажаа буџетот каква е состојбата кога си ги зголемија платите за 78% или кога си делат патни трошкови како што си делат криминално и таму ваму? Не го покажуваа. Тогаш зошто на синдикатите сега да им го покаже буџетот каков е? Тој цело време напаѓаше дека овој буџет е предимензиониран, голомазен, дека историски е највисок, а сега кука нема пари во буџетот. Е па како е можно тие две работи? Тоа е една работа. Ние, пазете, за човек што ги следи цело време политиките во државата, тој господин никогаш не се изрази позитивно за минималната плата и кога беше во опозиција. Он цело време беше на страната на работодавците. Ама при тоа заборава дека покачувањето на платите и движењето на платите е еден од моторите за миграцијата надвор за бегање. Па ЈСП Скопје не ги изгуби возачите затоа што све е идеално ради ниските плати. И што треба да се случи во оваа држава уште, за да некои луѓе не бидат лицемери како дотичниот? Мислам дека синдикатите се во право. Не бараат многу. Ако нашол 5.000 денара за пензионерите, Ке посетам 90 секунди е тајмерот. Благодарам за учеството. Продолжуваме понатаму. Сега ако останете да слушнете останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Добар ден. Добар ден. Се слушаме ли? На црвена линија сте, повелете. Вака, Тинево, за работниците никогаш немало пари, за пратениците има пари, за судиите има пари, за патни трошкови, претходниот што рече, има пари, за апанажа има пари, да лежат дома, да си одат по одмори, има пари, за амбасадори во Бразил, кај има тамо низ цел свет, има пари, за работниците нема пари. Што рече предходниот, накао погледа Сојузот на синдикатите, ќе им го дам тамо буџетот да видат колку располага пари, колку има. Па требаше тој пред тоа да каже. Него добро манипулира со овој народ и така треба. Кога треба за джебот свој, тоа ќе устите ќе отворат толкави. Малку пари, судиите, малку пари, здравство, тук така, како се најде нешто и тука, и кој како ќе стигне го лаже овој народ. Како не им е срам бе? Срам да им е лебот што го јадат од работниците ќе ги отепа еден ден. И тоа ќе биде набрзо. Бидете поздравени и имајте убав ден. Ви посакуваме секако и вам убав ден, но денот и понатаму да ви остане со црвена линија, бидејќи допрва ќе има уште многу гледачи кои што секако ќе дадат одговори на денешните прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, господине Златкове, слушаме. Убав ден да имате вие и
Телма Благодарам. телевизија. Да, сакам да кажам дека платите се ниски и работниците треба да се наградат со 2 пати повеќе плата, негде на 1500 евра да стигне. Европа не е со златни уши, очи и раце. Ние овде јадеме во златни тањири, во собранија немало за работниците. Мора да има плата, тие заработуваат целата плата колку што има во Македонија. Се. Сакам да кажам дека јас сум на страната на работниците. Господја Тина, имајте убав ден и вие и нашата Телма телевизија. Благодарам во името на целата редакција на Црвена линија. Ви се заблагодаруваме за убавите зборови. Препорачуваме и вие да продолжите да не следите. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав и до вас. Повелете. Се слушаме така. Да, повелете. Вака. Службениците, односно администрацијата, да им се намали платата и пола да се отпуштат. Дека одат во стопанството да земат високи плати. А панажите да се укинат. Да нема панажа. Овие председатели што се вгнездија таму, како Црвенковски што направи штета за државава, уште да земат таму, не знам колку плата земат, пензија или што земат. И тоа да се укини. Она што си го покачи на 78%, поткитно да се врати како што беше назад. Работниците кои ствараат доход, кои ствараат за да го полнат буџетот, на нив им се покачи тие што работат, а не тие администрација што седи па уште бара покачување. Да им се намали. Ако ми е мала платата, ќе одат вамо кај што има поголема плата, кај што се работи, кај што пот излага малце преку денот. Ете, така треба да се смени како во Европа што е. Во Европа нека појдат да видат тие администрацивци колку плата имат. 1000 евра и 500, тие другите имат 8000, 10.000 плата. Само така да се заврти допаку, тогаш државата ќе тргни. А не тие ги плаќаат лежачите администрациите и само гнездат по министерствата, се што е запослено таму е. Нема во стопанството, нема пари, кој сака да работи да има пари? Кога тие се потат под свенките таму. Само тоа држава што се води наопаку. Мора да се најди начин. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Можеме да скажеме дека плати на работниците се мали. Дека треба да се зголемат. Дали за 20, дали за 30%, дали повеќе. Меѓутоа треба да се створат некои предуслови. Точно е дека администрацијата е преполна. Меѓутоа тие проблеми се наметнати од сите претходни влади. Да не забораваме колку луѓе се примени во администрација не доаѓаат на работа, земаат плата. Понатаму, постојано протестираме да не се отвараат рудници, да не се отвараат тешка индустрија. Па како може да има високи плати? Како да има висок брутен домашен производ без такви гранки? Македонија работи, доскоро работеше со ниско профитни дејност, конфекции, овие текстилна индустрија и така натаму. Значи мора нешто да се смени. И понатаму, луѓе, оваа влада нема 2 недели како е една власт. Те овие гледачи досега што ги слушам, не само овде и во другите емисии, зборуваат за негативните работи. Не може се да се промени за 2 недели. Поставите ги луѓето да работат. 6 месеци, 1 година. Има време за оценување. Сега кој како се јави, ги... Ќе посетам 90 секунди е време трајањето на едно јавување, но и благодарам секако за вашето учество. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Поздрав од Кавадарци. Како е во Кавадарци? Во Кавадарци времето е топло, жешко е. Жешко е. А какво време ги очекува работниците? Еве, дали сметате дека ќе има покачување на минималната плата во следните 100 дена?
Ами треба да се покачат и на платите. Како функционерите си покачија платите? Пратеници, суди, доктор, ваква е докторите се управо неко. Ами срамота е во што само лаже на овој Мицковски. Само да дојде на власт се излага. Додека сум жив, јас ќе зборувам Македонија и го после вика не може падна, капитулира јас Северна Македонија. Како нема пари? Има пари, како нема пари? Оти не кажа пред тоа, пред изборите ка беше. Убаво кажа луѓето овие 5-6 души. Сите, само го лажи народот и ништо врно така прави стално. Нека му искине и на пратениците и на другите платите не може да взимат по 3000 евра плата. Работи го треба да се накачи, бе. Срамота е вошта за роди. Се запустија и ВМРО, и СДС, земјоделие, се. Срамота, немало пари. Како нема пари? Се взимат функционерите плати големи, немало пари. Буджетарите и други таму. Ако не може, нека каже, нека си даде оставка и готово. Тоа само го лажи народот. Срамота е во пред тоа викаше има пари, сега нема пари. А ви се чини ли еве дека ќе се покачи минималната плата? Ами треба да се покачи, нека му искидат. Ами еве вика он, кога нема пари, вика он. Како може тоа така, да го лажи народот само? Благодарам многу за јавувањето. Поздрав до кавадарчани кои што следат Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете. Би сакала да укажам на многу е малку 90 секунди за да се дискутира, да можеме да се доискажеме. Така да не траеме предолго како Црвена линија и затоа за да има повеќе гледачи така е пресметано времето. Ами добро, повеќе гледачи да имам, ако ќе да се искажеме џабе. Ќе почнеш и не можеш да се доискажеш. Ај сега јас да почнам да ме интересира што произведуваат функционерите, што земаат 78% покачување на платата, дали нешто допринесува за народот, за државата, дали отидовме чекор напред во овие 30 и кусур години и до кај ќе не дотераат? Дали ќе не дотераат до врхунец на лудило и на немање, на сиромаштија, или ќе не дотераат да висиме по семафорите, да просјачиме или да идеме пред собрание, пред влада, да си подбириме трошковите за месецот, затоа што народот стварно нема пари и не се будали што се јавуваме на овие дебатни емисии, сите се жалиме, никој не се пали. Па затоа би требало да преземат малку мерки и они да се запрат да работат, а не они да шетат и дневници и големи примања, апонажа. Која апонажа? Зашто? Зашто заслужија да земат апонажа? Заслужија затоа што не доведаа до пресудски став за корпата што се наголеми дупло него што беше. Зашто? Ајде нека се изјаснат они. Дајте да се... Благодарам многу за јавувањето. Знам дека желбата е голема да се продолжат тие 90 секунди, но време траењето на целата Црвена линија е толку колку што е, што значи е пресметано да секако има што е можно повеќе граѓани, за да имаме и да можеме да слушнеме различни граѓани, различни мислења. Ке се заблагодарам на гледачката за незините одговори, а во меѓувреме пред да продолжиме секако со вас, ке ве потсетам да кликнете и на telma.com.mk, ке бидете брзо, целосно, ефикасно информирани, но и своето внимание да го задржите на следниот наслов, односно дали може да покажеме каде што стои, ке си ги пуштиме нозете колку што ни е долга чергата. Димитриевска Кочовска во Вин-Вин, тоа е во синокешното издание на Вин-Вин за состојбата во буџетот. И премиерот во старт, додека ги гледавме бројките пред да влеземе во влада, јасно ни беше каква е состојбата во буџетот. Во нашата програма и сето на што досега е ветено, ништо не е ветено избрзано. Проверуваме уште еднаш, иако кога сме ги ветувале работите, сме ги проверувале. Значи проверуваме, па потоа ветуваме. Вака изјави министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска во синокешното интервју во Вин-Вин на телевизија Телма.
Ние денес ве прашуваме, ќе почнеме со анкетата. Работниците бараат зголемување на минималната плата за 22,5%, а не за 78%. Дали според вас пред се барањето е во ред и дали ви се чини дека во првите 100 дена ќе има зголемување на минималната плата? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до Телната телевизија и до вас, Тина. Големо благодарам. Повелете. Вака, прво, дали некој прати ова ние што се јавуваме и што збориме? Бидете сигурни дека да, дури се случувале и реакции, односно на сето на што сме го збореле, се превземале промени. Еве, ви велам. Добро, благодарам. Вака, платите треба да се покачат не 20%, него 78%. Затоа што апанажите од каде ќе ги најдат парите да им ги дадат? Нивните плати од каде, пошто таму нема дупки, од каде ќе им ги дадат платите, а за работниците нема. За пензионерите ги обеќа 5000 денара да ги покаже, да ги даде парите, а покачењето после треба да си се усагласи со пензиите. Сега ќе ни ги дели пензиите по 2500, сега и у март. Не може така. Нека си ги делат платите, они нека земат сега у септембар, па нека земат у март плати. И нека јадат, и нека ги земат нашите пензии, нека јадат они од нив да видим како се јаде. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија и верувајте, не е бадијала вашето учество и сега за сите теми што зборуваме генерално во Црвена линија, бидејќи и како оние кои што треба да го слушнат граѓанинот, го слушаат. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Вам и на вашата екипа. Вака, радо обеќање, радо лудување. Не ли ме срамота за тие што градениците да нема ден слободен, па тоа е срамота, никаде го нема. И во недела мора да се работи. Каков е тој начин? Или чекай, стани му Курто да седне муто. Тоа е кај нас. Тоа што го обеќаше, ништо отиде у вода. Кога на нас ки ни се покачат, зошто што викаат претходните гледачи, зошто на нив така не се делат покачувањата? Што работат они, да ги прашам јас? Седат у фотели и цигарчето и кафето. И дигаат раце, и ја така можам. Секе ти кажам, ама џабе ти што ти кажувам. Тоа те лажам. Толку имам, пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина, поздрав. Поздрав и до вас. Ви благодарам. Ме потикнувате со многу убави теми да се јавувам. Вака, минималната плата е 450 евра, околу 27.000 денари. Меѓутоа, потрошувачката коштица колку е, Тина? 61.000 денари. Дали може да обстане некој работник, административец кој што земат со тие минимални плати? Ја ги прашувам општо. Јас говорам не како партиски војник, него како обичен граѓанин. Не може, знае 61.000 и 28.000 колку мајнка тие пари. Сега администрација, втора точка. Администрација имаме ние продуктивни фирми, непродуктивни околу 230. А иначе непродуктивни имаме 140-150 административци. Од каде ќе најдеме пари за македонски железници, за шуми, за пошти, кои што не се продуктивни ништо, а и другите ќе се најдат. Така да, мислам дека многу тешка работа и многу, не знам како ќе се справат со овие проблеми. Овие скапје животот. Меѓутоа, од каде пари ќе најдеме? Дали само со кредити ќе живееме, а компаниите не функционираат? И како зголемување се научи зголемување? Немам ништо против административците. Ама храбар треба да си премиерот, треба да расчисти со администрација. Луѓе, отпуштање,
да се снајдат, да ги насочат, да се снајдат и така можда резултатите добиеме. Ви благодарам и ве поздравувам. И ние ви велиме големо благодарам за учеството во Црвена линија. Подсетување дека минималната плата во овој момент е 367 евра, а Сојузот на синдикати на Македонија бара незино покачување на 450 евра. Односно, токму поради тоа го имаме и ова анкетно прашање на Instagram Story, што значи уште еднаш ве подсетувам за следете на Instagram и одговорете на прашањето. Работниците бараат зголемување на минималната плата, пресметано во проценти тоа е 22,5%, а не за 78%. Дали според вас ова барање е во ред и дали ви се чини дека во првите 100 дена и ќе се случи покачување на минималната плата? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас, повелете. Благодарам. Поздрав и до тебе. Значи, да ти кажам најискрено, они бараат, работниците бараат 22,5% покачување, ама ние не кажавме па цените дали ќе останат исти. Значи, колку и да бараме, ако цените одат нагоре, ништо нема да добиеме, Тина. Плюс тоа, во некое минато време, кога јас се вработував, ние што работевме, јас како градежен техничар, јас земав, да кажеме, 9.000, тие во администрација земаа 6.000. Значи, таа беше разликата. Значи, допринесуваш, одвојуваш, за фондот се полнеше од нас. Сега обратно, се наопаку тргна. Сега овие легачи, пример да кажам, со исклучоци има администрација што работат, ама пола лежат. Тие земаат многу поголема. Ке ти кажам пример, јас земам 14.000 пензија, мојата пријателка во администрација што работеше зема 24, а пази она работеше 1% од таа што го работев јас. Значи, сега како ќе му кажете на газда да му ја качи платата на работникот, мислам нема никакви шанси. Ќе се извади на тоа, нема реализација, не знам ова, не знам она, за да си го наполни джебот. Значи, се е пореметено. Ајде нека направат вака, едно време имаше предлог, тие од администрација, нека ги префрлат малку во производство некаде. Разбираш? Така да и таму ќе има работна снага и овде ќе се намали, значи ова е претерана администрација, претерано, преполна е. Не знам како овие па со апанажата и тие го претера, значи нешто не функционира и во нашава држава. Поздрав многу. Голем поздрав и до вас. Продолжете да не следите. Ке ве подсетам секако дека учество во Црвена линија можете да имате и преку коментари и споделување на Facebook Црвена линија и секако профилот на Тилма телевизија. Кога сме веќе кај профилот на Facebook на Тилма телевизија, каде што и редовно ги објавуваме темите за кои што говориме секогаш со вас, еве како изгледаме денес таму, се разбира прашањето е дали додека да се усогласат ставовите, минималната плата од 450 евра ќе треба повторно да се зголемува. Коментарот е на Жика Стипе Баев, кој што напишал: ако тоа семејство секој ден јаде по рестораните. Најверојатно мисли дека тоа што е пресметано е да со пресметката дека едно 4 члено семејство за да го истурка месецот му се потребни над 1000 евра. Што значи две минимални плати во моментот не се доволни за тие трошоци да се покријат. Но Жика Стипе Баев најверојатно смета дека 1000 евра е преголема пресметка, односно пишува ако тоа семејство секој ден јаде по рестораните. Еве дали тоа ви се чини дека е премногу 1000 евра во моментот за 4 члено семејство да го истурка месецот? Добар ден. Добар ден, Македонија. Господине Тале, еве, ви се чини ли дека ќе има покачување на минималната плата во наредните 100 дена? Председна информација. Денес во 18:30 часот во Прилеп почнува приубавиот фестивал на изворна музика Пеца Танасовски во Прилеп, значи со дефиле на 50 кајтачи, дечиња и млади. Ги повикувам сите прилепчани, па и другите добронамерни кои сакаат наша македонска музика во независна Македонија, нека подадат во 18:30 во Прилеп, тука во центарот има и дефиле, и има настап на многу млади, талентирани наши македонски гедаджи, кавалджи, тамбураши и така. Да почитуваме македонска музика како што секој народ сака своја музика. А утре вечер е во Долнени. А утре вечер исто во Прилеп ќе гостува Даутовски и Атријана пред црква Света Петка, каде ќе има хуманитарен концерт. Сега, за владата, за плати,
каде работат работници? Во фабрики. Како би желе плата ако нема фабрики? Кој отвора фабрики во Македонија? Освен ВМРО, други СДС никогаш фабрики не отворале. А кажете ми, дали ви се чини дека ќе има зголемување на минималната плата во наредните 100 дена? Па, Љупчо, еден од СДС, од Радишани велеше, со СДС Македонија во банкрот, во стечај. Сега ВМРО ја вади Македонија од стечај и ќе направи се ВМРО Мицкоски да има и плати, да има и добар живот за сите нас. А СДС само уништува и прават тешки криминали. Благодарам многу, еве ги поздравуваме Прилепчани и драго ни е што еве дознавме дека овие 2 дена ќе имате прекрасен фестивал, но како и да се навратиме на темата, Црвена линија денеска зборува за платата, минималната плата на работниците. Дали ви се чини дека во наредните 100 дена ќе има покачување на минималната плата? Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав. Во Германија Тина, се слушаме. Ајд, Господа, ме чува да сте живи здрави. Еве, кажете ми, во Германија дали се случува покачување на минималната плата на работниците? Како е тоа таму? Германија си оди се нормално како што треба. Тина, сега и пензиите се покачува. Јас сум пензионер, него вака ќе кажам, Тина, ја. Нашиот народ македонски е поделен. Партиски. Ја тоа пратам од 1970 година. И само критики партија оваа критикува она оваа. Сега ја ќе кажам вака, администрацијата треба да се намали, а панажата треба да се прекине. 78% и тоа да се прекине. Минималната плата да ја малку зголемаат. Но друго ќе кажам, малечко дете кога ќе се роди, оно расне да би станало возрастен човек. Моите македонци не да се препукуваат, него да се сакаат. Не може премиерот и председателката одеднаш куќа да изградат. Само критики, критики, критики. Тоа не е добро, тоа не ми се допаѓа од мој македонски народ. Ја потичам од Кумановско. А ќе ги прашам моите, јас сум земјорадник, у Германија дојден. Зошто ги оставија земјите пустош да не работат, а барат дебели сенки и дебели плати? Ги прашувам во Кумановско населје. Бане од Црно Рајкове куќе. Ниједна жена не работи, само од куќа на куќа кафе. Мажот не може од граѓевина да ја донесе. Благодарам многу што секогаш не следите дури од Германија и учествувате во дискусиите на Црвена линија. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот на 0. На 0 ќе го направиме. За да се слушнеме подобро. Вака. Ова што е во врска со зголемување на плата. Треба Мицкоски подхитно да ги повикат сите овие што му се негови коалиционери партнери. Овие во парламентот, градоначалници, подхитно да се соберат и да си ги намалат платите за 78%. А не може тие ги задават платите и си остана исто. Го критикуја СДС, а сега си продолжија тие исто. Добре ми дошло по старото. Сите да ги намалат платите и повикат подхитно и тоа. И да ги намалат платите и да ги зголемат оваа минималната плата. А што се однесе до Републички судски совет и обвинителство со подхитно да си поднесат оставка, а на нивно место да бидат независни. Како? Еден член да предложат Сојузот на пензионерите. Да се вратиме на темата. Дали ви се чини дека додека се усогласат ставовите, минималната плата од 450 евра ќе треба повторно да се зголемува? Абе нема шанса да изголемат кога парите одат кај овие 78%. Нема шанса кога ќе изголемат, од кај ќе парите кога овие 78% ги задоа. Ме разбравте? Да, и ве слушаме, имате уште време. Па затоа така, дека нема шанса да ги изголемат пензиите, тоа платите. А за Републички судски совет, пошто слободна темава, подхитно си поднесат оставка и секој Сојузот на пензионерите, овие синдикатите, Стопанска комора, сите по еден член да предложат, а не председателот на државата или парламентарните овие партии. Да нема таков.
Треба да бидат независно. Овие што се невладини организации, сите по еден член и Републички судски совет со 10 години мандат. Тој да го среди судството. Иначе вака ми живете лажам, тоа е све луки вода. Поздрав се него. Поздрав, благодарам и вам за јавувањето. Добар ден. Здраво, Тина, прв пат се јавувам во вашата емисија. Многу ми е драго и верувам нема да биде последен пат. Да, ми испровоцира темата дали треба да се зголеми минималната плата. Значи, дефинитивно треба да се зголеми не 450 евра. Од 500 и погоре, ако сакат да го задржат работникот во приватниот сектор. Јас лично сум конфекцијски инженер, работам во приватна фирма. Значи, и самите инженери во Македонија сме катастрофално платени. А толку потребни факултети имаме завршено, значи од 8 до 8 вечер, за да взимаме плата некоја смешна, мислам... Може ли да ни откриете, еве, колку изнесува таа смешна плата во момент? Смешната плата па изнесува, еве, да ви кажам, помалку од 40.000 конфекцијски инженер. Технолошко-металуршки факултет завршено со 40 испита. Како не ве слушам? Дали ви се чини дека веќе се случи покачување на минималната плата? Мора да се случи затоа што значи дефинитивно ќе се затворат сите приватни компании. Работници доаѓаат најголемо стручна спрема има значи 4-то одделение. 8 е луксус. Непрофесионален, не соодветен кадар и едноставно тониме. Од каде треба да се почне, еве, за да се санира ова што веќе постои како огромен проблем? Еве, апелирам до актуелниот премиер Мицкоски, дека и тој е машински инженер, добро знае што значи производство. Не ве слушам. Не, ние ве слушаме, продолжете. Добро. Значи, апелирам до него да повеќе им даде мотив на самите инженери, на самото производство и администрацијата дефинитивно да се намали. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија и драго ми е што бевте поттикнати од темата и верувам дека од сега па натаму ќе бидат поттикнати останатите кои што немате навика да се вклучувате во контактни емисии, но верувајте и како допира вашиот глас до оние кои што треба да слушнат. Сега да продолжиме и понатаму со гледачите. Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Секако вие сте, повелете. Па вака, би требало, меѓутоа не верувам, меѓутоа дај Боже, сакам да се случи тоа за 100 дена, затоа што гледајте како почнуваат, у каква дупка е све, како проаѓа, како ќе може, меѓутоа знаете што едно е што нема и работници. Вие видите, ја не памтам во живот, јас сум во години жена, не памтам во живот 40 години работно искуство, да имамо волку доктори на науки и волку магистри. Значи, овдека има многу приватни факултети, луѓето се повеќе со дипломи од високо образование на било кој начин, тука не можам ништо да... Значи, вие немате работници што би ги работеле, господјава што рече пред малку дека со четврто и не знам овона. Значи, све живо и диво гледа да биде, да има факултет, едноставно да биде канцелариски или не знам каков работник да го наречам, едноставно не сака да се работи. А иначе треба, значи убаво е да се покачи и да дојде. Меѓутоа, еве нека намалат од пратениците. Има пари од каде? Имате вие луѓе еден куп што не платиле таму што ти ја знам што слушам сега во управа за приход и ново компоновани богаташи еден куп. Дајте, фатете ги нив, нека ги вратат парите, не знам ДДВ, не знам. Има еден куп работи што се откриени тука и мора све да се фискализира. Додека во државата не се направи целосна фискализација, вака ќе има сива економија и ќе бегаат парите. А фискализација кога ќе има на све, кога секој ќе мора, кога управа за приходи ќе биде поврзана со царина, кој што увезол, како увезол и све да си плати и да се наква, ќе видите тогаш како ќе има пари. Тоа брзо се прави и може да се направи и парите ќе дојдат. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Па вака беше плюс прашање и за првите 100 дена, нели покачување, така покрај ова што сега го читам. Ке се случи ли покачување? Како изгледа? Да, па имам черно разбрано дека ако ништо повеќе 1 денар може да се покачи. Значи тоа е покачување, се е покачување.
Види овде кај нас све се води по еврото. А еврото е во инфлаторен пат, значи инфлацијата расне, оно паѓа. После оваа ситуација со Украина, ние немаме евро кој кошта 62 денари, него по некоја логика сега тоа би коштало, ако ние имаме цврста валута, тоа би коштало некаде многу поскапо од сегашната состојба. Ние не можеме да го држиме чекорот со инфлацијата во Европа. Кај ние уште само што бидна пукањето во Украина, плюс 600 евра добија сите. А тоа значи дека кај нас никој не доби ништо и вака само ни даваат на рати по некое париче и вика дека покачува. Тоа не е покачување. Покачување кога имаш бруто друштвен производ, значи кога имаш голем дола, кога ти е растот преку 5, преку 7%, или може 10% уште пубо. А ова друго, тоа е само силување и тоа покачување не е реално, чак што више девалвирање имаме на нашите плати. Ако вика дека се земал поеќе. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Слушаме. Да. Вака е сега. Трендафилов, председател на Сојузот на синдикати на Македонија, уште за време додека беше техничката влада, па може би и пред тоа, најави дека сега додека е техничката влада нема да правиме ѓурулти. Ама после формирањето на владата, во првите 100 дена бараме просечната минималната плата од 22.500 да се накачи на 450 евра, тоа е околу 27.000 колку испаѓа таму. Така да нема шо не го собра тогаш Мицковски, се претпоставуваше дека ќе освои власта, шо не го собра Трендафилов и штабот околу него да им го изложи буџетот вака и вака, извинете, ама и јавно да каже, извинете, ама нема пари за покачување на минималната плата на 450 евра. Второ, вчерашното интервју на министерката у Вин-Вин, таму толку невешто изнесе таму за пензиите, дели, множи, ваму, таму, испаѓа, вика, месечно можеме да го издржиме товарот од 2,5 милиона евра месечен трошок за пензиите. Како ма 2,5 милиона? Кога земат? Ја 330.000 пута 2,5 за 3 месеца, 13,5 милиона изнесуе месечно, за 3 месеца 40 милиона. Благодарам многу за јавувањето. Да видиме што ќе кажат следните гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да. Да, сите бараме покачување. Видите да ви кажам, цела година штрајкува, синдикатот штрајкуваше, тражеше покачување. СДСМ молчеше, владата на СДСМ молчеше, не сега, не утре, не други ден. Цела година не може да ги покаче платите, минималната плата да покаче. Првото тромесечие ги потрошија, буџетот се потроши още првото тромесечие и сега нема пари. Можете ли ви од празен джеб да извадете? И сега Мицковски ги Мицковски потрошил, нема месец дена како е Мицковски, он не ги потроши пари. Тоа рече ќе се состанеме со синдикатот. Дали ви се чини дека е премногу 22,5% во однос на 78% покачување? Не е многу, јас не викам дека е многу. Тие луѓе не ги он покачи 78%, покачи ги председателката на Уставни суд и СДСМ и ДУИ. Они си ги покачиме, и на сите ги покачи кои што беа у владата. И на позиција и на опозиција се покаже, на сите функции. На сите се покачи. Ама зашо тражат од Мицковски за месец дена тражат да се покачи? Од каде пари ќе покачи? Од празен чек може ли да извадат они пари? Потрошија ги сите средства. А како се најдоа 78%? Минатата година. Дека ги намалат. А зашо апанаша тражат тие? Молим? Како се пронајдоа 78%?
Добро, благодарам многу. Секој од гледачите сте разбира уште повеќе добре дојдени. Треба да слушаме што е можно повеќе различни размислувања. Она што денес зборуваме, еве дали ви се чини дека е во ред барањето на работниците да се покачи минималната плата од 22,5%. По рекламите, како што е ред да погледнеме Инстаграмџе и како одговорија на денешното прашање, велиме на Инстаграм стори работниците бараат зголемување на минималната плата за 22,5%. Дали може да покажеме? Ете така, значи работниците бараат зголемување на минималната плата за 22,5%, не за 78%. Дали барањето е во ред? Инстаграмџи сметаат со 78% дека барањето е во ред, значи одговорено е со да, а со не одговорија 22%. Оно што секако е во ред е да бидете и останете и понатаму со мене, ќе ве префрлам во една димензија каде што секако ќе има покачување на адреналин, задоволство, но и вредни награди. Денес е петок, време е да доделиме една правосмукалка, а за тоа секако повторно ќе го завртите добро познатиот телефонски број од Црвена линија во најгледаниот квиз Заврти на Телма. Се гледаме за кусо време.